Веќе се добро познати неколкуте воени видеа со неидентификувани летечки објекти објавени од 2017 наваму, за кои Пентагон потврди дека се автентични. Нивната објава резултираше со официјално признание на Пентагон дека неидентификуваните летечки објекти повеќе не се смешна или табу тема, со тоа што Пентагон потврди дека овие објекти се вистински и дека сериозно ги истражува. По ова официјално признание следуваше и составување на специјална единица за проучување на објектите UAP Task Force и создавање на соодветен формулар кој секој припадник на американската војска што ќе види НЛО треба да го пополни со цел да го пријави случајот со цел да се истражува. На крајот на јуни 2021 беше составен и извештај за НЛО, кој му беше доставен на Конгресот, во кој од 144 случаи со НЛО кои војската ги истражувала во последно време, само еден можела да го објасни, а другите 143 се уште нејасни и необјаснети. Но тоа се само случаи од оние кои се охрабриле да ги пријават, и тоа се само случаи од припадници на војската, а стотиците цивилни случаи кои се пријавуваат секој ден во светот останаа комплетно занемарени. Сепак ова беше само прелиминарен извештај и наскоро, како што велат добро упатените истражувачи, ќе следуваат уште вакви извештаи, а пополека и политичарите се вклучуваат во јавната дебата, па дури и бараат конгресни сослушувања на оваа тема, што уфолозите го бараат со години, децении. Дури од време на време организираат јавни граѓански сослушувања на кои председаваат поранешни конгресмени и сенатори, како што на пример беше граѓанското сослушување за откривање на НЛО вистината кое беше одржано во Националниот клуб за печат во Вашингтон од 29 април до 3 мај во 2013 година. The CIA guy standing next to me says, "We're confiscating all this data and you're all sworn to secrecy." Every American and the whole world deserves the truth about non-humans interacting with this planet. How long will current members of Congress and the public at large be content to roll over and be spoon-fed nonsense when in fact they deserve the truth? That is the worldview that is going to have to be addressed by our human family once we come to acknowledge. Because it is a world phenomenon. And if we keep acting like it doesn't exist, then we all lose, the world loses. 40 истражувачи, заедно со воени, разузнавачи, политички лица од висок ранг, дојдоа да сведочат за 6 поранешни членови на Конгресот на Соединетите држави. Сведоците сведочеа 30 часа во текот на 5 дена, во 5 утрински и 5 попладневни сесии. Во вечерните часови беа одржувани и дополнителни предавања од голем број врвни истражувачи од областа на уфологијата. Граѓанското сослушување за откривање на НЛО вистината беше историски настан. На 9 мај пак, во 2001 година, беше спроведена една од најголемите и најуспешните пресконференции во поновата историја на Националниот клуб за печат. Повеќе од 20 воени, владини и корпоративни сведоци на недвосмислени НЛО и вонземски настани го кажаа своето сведочење пред милиони. Настанот го покрија и најголемите медиуми ширум светот, а беше пренесуван и во живо преку интернет. My name is John Callahan. I'm a retired FAA employee. I was the division manager for the Accidents Evaluation and Investigation Division. I'm prepared to go to Congress to swear before Congress that everything I've told you people and everything that is here is the truth. Thank you. My name is Charles L. Brown. I'm a Lieutenant Colonel, U.S. Air Force, retired. Subsequently 7 years with the Foreign Service. Such things do exist. Please believe me. Please believe those who follow me. Thank you. My name is Michael Smith. I was in the Air Force, a sergeant from 1967 to 1973. I was aircraft control and warning operator, and I will testify to this under oath
to a congressional hearing. My name is Enrique Corbic. I am air traffic controller. My name is Graham Bethune. I'm a retired Navy commander, pilot, had a top secret clearance. I will testify under oath before Congress that everything that I have said is true. My name is Dan Willis. I was in the United States Navy. I held a top secret crypto level 14 extra sensitive material handling security clearance. I worked in the code room at the Naval Communications Station in San Francisco. My name is Don Phillips. I was in the United States Air Force and had worked with certain intelligence agencies of the United States government. Prior to my Air Force, prior to joining the Air Force, I worked for the famous Lockheed Skunk Works. I will testify under oath as to what I say is true, and I will do so before Congress. Thank you. My name is Robert Solis. Contrary to what it says on the card, I was not a lieutenant colonel in the Air Force. I was in the Air Force active duty after I graduated from the Air Force Academy in 1964 until 1971 and separated as a captain. I'm willing to testify to the truth of all these matters that I've spoken about this in front of Congress under oath. My name is Dwayne Arneson. I served 26 years as a communication electronics officer in the U.S. Air Force, all over the world, including Vietnam. I was lucky to be selected to be commander of 3 different units in the Air Force. I held a top secret SCI TK clearance, and for those who know, it is slightly above top secret, and I'll be glad to testify to Congress that this is absolutely the truth. My name is John Maynard. I'm a retired Army. I retired as a Sergeant First Class, and I am willing to testify before Congress under oath, or before any other organization, that what I witnessed was true. Good morning. My name is Carl Wolf, and I was a precision electronics photographic repairman with a top secret crypto clearance. In the United States Air Force, I was stationed at Langley Air Force Base in Virginia, and I will testify under oath before Congress that what I'm saying is the truth. My name is Larry Warren. 20 years ago, in 1980, I was a security specialist assigned to RAF Bentwaters, Woodbridge, NATO Air Force facilities in Suffolk, East Anglia. I had a secret security clearance. I guarded our backline nuclear weapons that were stored there at the time without the knowledge of the people of Great Britain. And I will testify in front of Congress if asked to. God bless. My name's Clifford Stone. I was a Sergeant First Class, United States Army. I had a secret clearance with nuclear surety. I stand here today prepared and ready to do just that. Governments must never lie to the people for no reason. Thank you. My name is Mark McCandlish, and for the last 21 years, I have worked as a conceptual artist for a variety of defense contractors. I've been involved in conceptual artwork of the production thereof for Rockwell on the X-30 program, and also on the HISTEP program. That's spelled HYSTP, means Hypersonic Testbed Program. During the course of my career, I've twice had a secret security clearance. Бројни воени офицери, астронаути, истражувачи, контролори на летови, пилоти и други сведочеа за средбите со НЛО, а меѓу нив и полковникот Чарлс Холт, полковникот Филип Џей Корсо, подполковникот Вендел Стивенс, астронаутот Гордон Купер, капетанот Вирджил Армстронг, астронаутот доктор Едгар Мичел, поранешниот шеф на дивизијата за огранокот за несреќи и истраги FAA Џон Калахан, наредникот Ден Морис, доктор Керол Розин, полковникот Роберт Салас, наредникот Клифорд Стоун, поранешниот контролор на летови во американското воздухопловство и во FAA мајорот Џорџ А. Филер, нуклеарниот физичар Стентон Т. Фридмен и бројни други. Зошто повторно се навраќаме на овие познати воени видеа, објавени од 2017 наваму, за кои уште еднаш кажуваме дека војската потврди дека се автентични? Затоа што неодамна, за прв пат беше интервјуиран човекот кој го сними едно од тие видеа, Чед Андервуд. My name's Chad Underwood. My call sign is Nuts. I was a lieutenant at the time on USS Nimitz. I filmed the Tic Tac video with the VFA 41 Black Aces, serving under my commanding officer, Dave Sex Fravor.
Често да го интервјуира, прв ја имаше Джереми Корбел, режисер и НЛО истражувач кој сними документарец за легендарниот Боб Лазар, човекот кој е заслужен за откривањето на тајната база Area 51. Пред Боб Лазар да излезе во 89-та година и да каже дека работел таму во одделот S4, никој немаше слушнато и не ни знаеше дека постои такво нешто како Area 51. Режисерот и уфолог Джереми Корбел оваа година објави неколку воени видеа од блиски средби со НЛО кои ги имала војската, за кој Пентагон исто така јавно потврди дека се автентични. А во интервјуто со Чет Андервуд успеа да открие интересни детали за инцидентот кој Чет го снимил со специјален авион кој чини $80 милиони, кој е опремен со сопствен радар и со FLIR инфрацрвена камера, Forward Looking Infrared камера, со која што го сними така нареченото Тик-так НЛО видео. Андервуд беше офицер за системи за оружје на морнарицата од легендарните црни асови, леташе со FA-18 Super Hornet авион. Снимката од средбата е потврдена директно од владата на САД како вистинска снимка од напредно воздухопловно возило од непознато потекло, вистинско НЛО. Снимката на Андервуд представува независно потврден доказ потпорен и со сведочењето на друг пилот, Дейвид Фрейвор. Дейвид со својот борбен авион имаше средба со ова тик-так НЛО минути пред Чет да го сними. Покрај останатите интересни работи кои Чет ги раскажува во ова интервју, едно негово тврдење е неверојатно интересно, а тоа е дека леталото не е некакво тајно летало на американската војска, туку нешто сосема друго. If there is something out there that you have seen as a pilot or aviator that you weren't supposed to see, to get vectored home, airborne in real time, say, hey, head home, and then you have to debrief with someone who's briefed on that particular project. Which has happened to you. You have encountered something that is a black project and you had to debrief and there's a protocol for that. Exactly. What happens is when you're in the intelligence center, civic, you describe what you saw, they describe what you've seen, they make you sign a non-disclosure agreement or an NDA, and they say this is the project name. They don't describe what it is or what it does or anything like that. It's just you shall not speak of this again. That did not happen with the Tic-Tac. That did not happen. Nope. So nobody said to you, you saw something you shouldn't. This is a black project. Sign this NDA. That is the protocol. That's what would have happened if it was U.S. technology, right? U.S. black technology, but that didn't happen. No, and it didn't happen with Commander Fravor either. Ако има нешто такво и вие го видите како пилот, нешто што не сте смеле да го видите, веднаш ви испраќаат дома и мора да дадете извештај на некој кој што е запознаен со тој дотичен проект. Вели Чет и додава дека такво нешто веќе еднаш му се случило. Видел тајно експериментално воено летало, кое што не смел да го види и ја поминал оваа процедура. Објаснувате што видовте, тие ви кажуваат што било тоа. Морате да подпишете договор за тајност, ќе ви го кажат името на проектот, нема многу да ви објаснат за што се работи и ви велат дека повеќе не смеете да зборувате за тоа, вели Чет. А вакво нешто не се случило кога Чет бил во блиска средба со Тик-так објектот, а не се случило и со пилотот кој пред него дојде во средба со тој објект, Дейвид Фрейвор. Either we're alone in this universe or we aren't. Each is equally terrifying. With billions of galaxies and billions of planets that are out there, the odds of us being the only life forms that are here is unlikely. You just kind of have to live with that knowledge and just know that we're probably not the only beings out there. You're leaving it on the table that this could be something not from here. This could be, this could have been a vehicle, an extraterrestrial vehicle. We don't know. Oh, absolutely. Yeah, totally. And, as a rational human being, I leave that completely on the table. Или сме сами во универзумот, или не сме. И двете се подеднакво страшни. Со билиони галаксии, со билиони планети кои постојат, шансите да сме единствената животна форма се мали. Мора да живееме со тоа сознание. Ние веројатно не сме единствените битија, вели Чет Андервуд.